Добро утро, почитувани слушатели на радио. Лидер по долгата изборна ноќ, време е за еспресо со Златев и Боцевски. Добро утро, Ивица. Добро утро. Што си нервозен по резултатов? Види која почнуваме. Па сега Извини се. точна ноќта пратевме колку ќе има дуи пратеници, колку ќе има СДС. Ти замина многу рано. Добро. Јас немам ни 1 час сон и ми доцнеш 40 минути. На гледачи. сега. Што ми доцнеш мене не е битно, ама страмата на гледачи да не го доцнеш. Добро, ја мислам дека и гледачи веќе многу Не. ревносно ја чекаат оваа анализа, затоа што оваа анализа е насловена денот потоа. Председателски парламентарни избори, двојна победа за ВМРО ДПМН, двоен пораз убедлив за СДСМ. Со што ќе почнеме? Со председателски? Па тие се појасни. Па добро, не дека не се јасни парламент. Мислиш не јасни се парламентарни? Не, тоа е чудо за себе. Ајде да видиме. Значи, на парламентарните избори... Не, одиме со председателски. Така? Председателските избори, да. СДСМ го доби, како што гледам, Крушево, Желино, Студеничани, Липково, Арачиново, и тоа тесно, Желино, Боговиње, Врапчиште и Дебар, исто тесно. Тоа е тоа. Ова е по општини. По вкупна бројка. Гордана Силјановска Давкова 560.170 гласови на преброени 99,82% од избирачките места. Стево Пендаровски 250.541. Односно, цели 310.000, скоро 310.000, 309.000 разлика вкупна за Гордана Силјановска Давкова пред Стево Пендаровски. Очекувано беше дека Силјановска ќе победи, но овој резултат е неверојатен. Не, види, ова е, значи, прва, да гледаме историски. Ако ги тргнеме на страна првите избори 94-та, кои се малце Чудни. проблематични. Не, така да кажеме. Или ај се помина времето, можеме да кажеме, Киро Глигоров не победи во првиот круг. Се направија некои лоши работи кои што подоцна ги признаи од СДСМ и од партнерите на СДСМ дека она што го нарекуваме полнење кутии се случувало. Така што тој резултатот го ставиме на страна, ова е убедливо најдобар резултат што го има постигнато било кој опозицијски кандидат на било кој председателски избори во Македонија, неверојатни 560.000 гласови. Значи не се случило во македонската историја Убедливо најголемата победа до сега. Да. На опозиција. Прво историјата е што опозицијата победила. Не, тоа не е првата историја. Првата историја Жена, што за прв пат така е. имаме жена за Тоа е председател. голема работа. Влеговме и ние во новото време. огромна работа е Значи тоа. да бидеме вака доследни. Огромна работа. Втората работа е дека од позиција на опозиција и третата работа, како што вели Ивица, ова е историски најголема. Не, ова е историски најголем резултат. Види, исто е и резултатот од вториот круг на Борис Трајковски 99-та. И Гордана Силјановска Давкова, сега да бидеме доследни. Ова е, може да го употребам правиот збор, Ивица, плебисцитарна победа. Да, е убаво. Иначе Зошто е плебисцитарна победа? Гордана Силјановска Давкова некој зборуваше за Бадентер. Победи во најголемите албански општини. Победи во Гостивар, победи во Тетово, победи во Сарај, најголемата скопска албанска општина. Победи во Чаир. Исто. Секој Владко. Да, не као Владко, ги бројам. Ги доби убедливо сите места, нели, големи македонски, но успеа да направи и одличен резултат во овие места. Нејзината победа има легитимитет од сите етникуми во земјава. Види, прва опозиција, значи сите нејзини гласови се чисти ко солза. Значи тоа не го заборави. Да. Значи ова се гласови утринска роса, буквално собрана. Ова се... Пролетна. И сега ќе кажам уште една. Две политички партии пробаа да направат бојкот, Тивок, Левица и Дуи пред се. Левица ја пратеше. Нивниот бојкот малку поразлично изгледаше, но не успеа ниту тие да ги убедат нивните да не излегуваат. Дуи имаше малку поголем успех. Левица гледам нулта успех. Никако зборуваме за тоа, види, тоа што го направи Дуи, мислам дека е и други, ја ги ставам на кош, не суметнички ригорозен.
Но види, Да бидам искрен. тоа беше глупост од која што ќе треба да се исчисти левица долго време, која што ќе биде една тоа е прва темна пега на нивното лице како политичка партија. Остави други работи. Тебе што збореве, за мене што збореве небитно. И Енвер Ходжа. Остави го и тоа. Да. Тоа е глупост, небитно. Ова е пега на лицето на левица. Значи една партија во Македонија која што беше стартап, опозиција, на која што не може ништо да се замери, така. Ова е темна пега. Проба со Дуи да прави некоординирано. Нема ја да бидам злобен како што се они, но и де факто ја правиш истата работа која ја правеше Дуи. Од дрвата не ја видела шумата. Можеме така да кажеме. Сега, тоа е... Но остаа се левица се. Значи, далеку поопасен е Дуи. Дуи сакаше да го обори уставниот институционалниот поредок на земја со тоа што Македонија нема да има избран претседател. Во услови на војна во Украина, една земја членка на НАТО имаше ситуација да нема шеф на државата и врховен командант во пун капацитет. Ова треба да се памти. Значи, види, и се треба да се нарече со вистинско име. Значи, Дуи е партија на етнички шовинизам. И верски. Верски не. Пошо, види, нивната коалиција, ај таман Дуи е одлична причина да се префрлиме на парламентарните избори. Да. Нивната коалиција, Европски фронт, е коалиција која сочинуваат уште неколку политички партии, имат сите се муслимански малцинства. Сите се муслимански малцинства. Што е срамота. Може бар некоја влашка или српска партија да земат. И хрватска или српска, ако некате. Ја пак ќе кажам, срби нека земат хрватска. Знаеш. Но тоа на страна. Да се префрлиме на парламентарните избори. На парламентарните избори ВМРО ДПМН е повторно руши своевидни рекорди. Христијан Мицковски партијата ја враќа на бројки кои се доближува до 2016 година. 2016 година колку имаше ВМРО? 400 и... Чекај се, не знам, ова 430 се сега. Да, чекај, избори 2016, само секунда. Зошто го тврдам ова? 2016 изборите беа со рекордна излезност. Ова процентот тогаш има 454.000. Да, сега се 430. На најнаелектризираната ситуација во историјата на Македонија, да се разбереме, кога СДСМ со бомби, со шарени револуции, со чуда, со врагови се обидуваше да дојде на власт, ВМРО Грчеито се бореше, се екипираше, победи тогаш, но мал беше процентот на победа. Сега, ВМРО ДПМН има неверојатни 431 глас. Ако ги гледате изборните единици, ВМРО ДПМН не победи само во шеска. Во сите други изборни единици, ВМРО ДПМН победи каде помалку, каде повеќе. Тя еве одма по изборни единици ќе оди. После него, ајде да ги прочитаме сите. На второ место по ВМРО ДПМН по број на гласови, но не и по број на пратеници. ВМРО ДПМН во моментов има 58 пратеници, веројатно ова ќе биде нивната финална бројка. Ги надмина очекувањата на партиите и на експертите. И видите колку веле анкетите? 55? Да. Ова ги надмина. Не бре какви 55, анкетите веле 48 до 52. Ова ги надмина очекувањата на анкетите за цели 10 пратеници. На второ место по број на гласови е СДСМ со, пазете ова, 153.250 гласови. Убедливо најнискиот резултат во историјата на СДСМ за 70-80 понизок од 2008 од Радмила Шекеринска. Радмила Шекеринска после Христијан Мицковски вчера е најголем победник. Затоа што го нема веќе најнискиот резултат. И Фрчко. Да, и Фрчко. Они двајца се спаси. ВМРО ДПМН има 58 пратеници, СДСМ има 18. Но, втора е по гласови, но не е и втора по пратеници. Втора по пратеници е Европскиот фронт, предводен од Дуи, кој има 137.486 гласови, односно 19 пратеници. Значи, 58 има првиот, вториот има 19, третиот има 18. Четврта политичка сила во земјата е коалицијата Влен, која има 106.991 глас или 13 пратеници. Вчера Влен најавија дека влегуваат во влада со ВМРО ДПМН дефинитивно.
влада со ВМРО ДПМН значи дека 58 плюс 13 имаат негде околу 71 пратеник, Ивица. Таа бројка, тоа е веќе многу стабилна влада, само од две партии, но Мицкоски најави дека ќе коалицири со останатите, ќе разговари со останатите парламентарни партии, а останати парламентарни партии се Политичката партија Левица со 6 мандати и 67.338 гласови и Знам со исто така 6 мандати и 55.539 гласови. Знам прави огромен резултат како партија После 3,5 месеци. по 3,5 месеци. Да, види, не ги пренесе. Она што зборевме дека е главна опасност Максим Димитриевски дали ќе пренесе сите гласови на партијата, не ги пренесе очигледно. Не ги пренеси, иако беше очекувано, знаеш. Но види, не значи дека нема да ги пренесе, дека тој во потенцијал што го покаже до 83.000 гласа нема да се да излезе на некои следни избори. Може да не излезе воопшто, може да излезе. Се покажа дека Билјана Ванковска Цветковска ја завлекла Левица надоле за 20.000 И се гласа. покажа дека анкетите се точни, односно дека третина од гласачите на Левица отишле кај Гордана Силјановска и се гледа Сега, резултатот. Левица не ги оствари своите очекувања. Мотото нивната кампања беше нема влада без Левица. Сега гледаме ки има влада без Левица. Остануваат парламентарна. Но веле, исто веле дека ќе пратеничка имаат група имаат. 8 до 12 пратеници и тоа не се остварува, неважно. Овој политички џган е некаква, како да кажам, некаков баук со кој македонското општество во иднина треба да се справи. Зошто, како и што ќе разговараме во наредните емисии, затоа што ова е сериозна опасност за македонската демократија, самиот тој наратив кој го имаат, самиот начин на функционирање, или ќе станат мејнстрим партија, или во наредниот период треба да се занимаваат со институциите на системот. Сепак и покрај се, на крајот резултатот останува таков каков што е. Ивица, малите политички партии незначителен број на гласови. Па не, види, ова Градоначалничката на Скопје, Даниела Арсовска и нејзината нова алтернатива се после СДСМ и дуи најголем губитник. Те имаат 3438 гласа. И за кој е легитимитетот да имаш 3000 гласа и да го водиш најголемиот град во држава? ајде. Тоа е едно прашање кој понатаму виси. Но види, тоа е системот, значи немаш можност на отпави градоначалник. Што е глупо само по себе. Види се, тоа сами си го направија и ВМРО и СДСМ заедно гласаа за таа работа. Што да им правиш се? Има можност, сега нема. Како дојде ова изненадување? Кое? Значи сите знаеа дека СДСМ ќе биде детронирано и дека ќе изгуби. Не, ова е, види, ова Но никој никој го ни на очекува. крај, дури најголемите песимисти и најголемите оптимисти Ај, во сега откриеме, опозицијата не сметаа дека СДСМ ќе има под 19 пратеници. Нека откриеме некои работи, еве тука на пример кога гледавме јајте некои анкети, овие беа бројките дали и удај подло на 140.000 и се сеќаваш дека тука зборувавме со луѓе не во емисијата, него пред емисијата, дека некој максимален потенцијал на СДСМ не може да е под 230.000 гласа. Не, јас знаев дека ќе паднат под 200. Не знаеше никој тоа. Види, не знаеше никој тоа затоа што сите претпоставува дека можеби ќе се разбуди некој таму, не знам. Така? Но и еве ја на пример дадов предвидување мое пред изборите на предизборната ноќ, како се вика, во моето предвидување ја бев се обидов да бидам најреалистичен што може. Се трудев, ги земав сите анкети, правев количници, чуда врагови, нешто се обидував да направам. Да бидам искрен, во голема мера бев и прецизен, но сега таа прецизност имав и одредена грешка. Велам, ВМРО ДПМН помеѓу 56 и 62 им давав, ги погодив, Ивица. Добре, не ми дав толку. Ја ми дав меѓу 48 и 52 како што да Ја 56 и 62 ВМРО ДПМН ги погодив. Сега сам ги промешав. Нема, чекај, ај. Ниф им давав, види само секунда. Прерано ми е за кафански мавите кои што Меѓу погодил, кои што 22, промашал. не ова е јавно објавено. Добре. 22 и 28. И тоа беше бројката што анкетите ја дава. Добро. Анкетите до колку? До 30 одеа? За СДСМ? Да. Не.
Па токму за тоа зборуваме. Не оде анака муабети ние зборувавме, може би види потенцијал имаат голема партија биле 26 беа на влајката. Не, она зборувавме како може партија која што давала премиери една друга да падне толку ниско. Сеќаваш што зборувавме, се така. Левица исто е промажив, меѓу 1 и 4 имаат 6 за двајца пратеници, што не е мала бројка. Не само што не е мала бројка, него види ова е пратеничка, стануваат партија со пратеничка група, тоа не е мала работа. Не. Сега со новиот деловник тоа е небитно. Не, обратно, со новиот деловник е битно. Со новиот деловник е небитно ако немаш пратеничка група. Кога имаш пратеничка група, моќен си. Значи, смени ми тоа. Пази, не може да се смени. За тоа да се смени треба двотретинско мнозинство и најчесто тоа се прави со консензус. Сега тука и знам, види, значи пратеничка група е заштитена и знам и левица сега ќе ги видиме во полн сјај. Да. Значи, не знам, верувам дека мислам дека знам сака да биде дел од власта. Ниф им давав меѓу 3 и 9 пратеници, исто така ги погодив. Знам сака да биде дел од властивица. Знаеш тоа? Знам. И мислам дека со знам ќе има преговори и дека знам ќе биде стабилноста што ќе ја даде на едната влада и неможноста да биде институционувана од страна на ќе има Мицкошки 60 и неколку пратеници безбедни. Исто информациите кои ги имам од вчера е дека веќе дел од коалицијата на СДСМ бара трансфер. Истото важи за коалицијата на ДУИ. Тука се неколку пратеници пред се од турска етничка заедница. Има отворени на пазарот си либерално-демократската партија, па зошто и не би биле? Сега да само потонал, сега и ЛДП треба да потони со нив. Така? Па потона. Па добро, не потона. Од овие 18 пратеници на СДСМ, 20 се на ЛДП. И 20 на СДП. И 20 на НСДП, која Таче ги нарече минарна политичка партија. И не знам некој од малцинство да не е исто. И Енес Ибраим мислам дека беше, да. Морачанин, не влезе. Не влезе Морачанин. И Бојан Маричич не влезе, тоа е најтрагично. Како би не влезе Бојан Маричич? Не влезе Бојан Маричич. Зошто така му направиле? Он беше во Кец, така? Да. Ама четврти беше, нели? Кој беше? Пети во Кец беше Бојан Маричич, во Кец. СДС има 3 мандати. Не бе, четврти беше, да. На вистина ми е жал. Бојан Маричич не влезе. Многу, мислам сега ако ги анализираме тие мини катастрофи што се случи, така ќе биде трагично. Но голем дел од овие пратеници на СДСМ и коалицијата не се од СДСМ и тие луѓе едноставно што ќе прават може да си го побараат своето место и на друго место. И легитимно е. Да. Затоа што ако тие дале замислија сега ЛДП на последни локални имаат 21 гласи. Ние си карикираме тука, тоа не е баш така дека ги пренеле. Ама од 150.000 ако имаат они 20-30.000 природни од ЛДП, ме разбираш? Да, јасно. Тоа е веќе висока бројка. Имаат легитимно право, е Звонимир Јанкуловски вели последната изборна анализа утрото после изборите предходни, реков дека ќе бидат под 180.000 кај вас во студио, точно така професоре, погодивте. Ама ова не е под 180.000, ова е под 160.000. Не, ова е... Да. Ова никој не го очекувал, да се разбереме. Да. 153.000 до овој момент. Сега анализата не, прашање види после ова дали можеме да ги наречеме нив стожер. Кој стожер без... Значи, не се стожер. Значи, они не може да предложат сега во моментов да има да речеме, не дај Боже, вонредни председателски избори не немаат, они мора да собираат подписи. Доколку остане кохерентна на ДУИ коалицијата, доколку не се распадне, они ќе имаат на ДИК, како се вика, председател на ДИК од ДУИ ќе дое. Да, точно права си. Под услов, нели, и таму да не се распадне тоа, и тоа таму се турци... Значи, во овој момент ДУИ е фаворит за ДИК. Коалицијата, нели, околу ДУИ, да, ќе добие местото во ДИК. Точно. Тие се секоја втората партија го добива ДИК. Ја вчера го анализирав и затоа и седев касно, да бидам искрен, највав за СДСМ да има повеќе од ДУИ, за СДСМ да го има ДИК. Овој Кондарко извиси. Он беше најсреќен за поразот на СДСМ, па ќе биде председател на ДИК, сега и Кондарко и неговата позиција виси. Ова е чудо само по себе
Ивица, ова се резултатите, да направим една кратка пауза и да ги анализираме по кандидат на најважните политички чинители во земјата, на сите во држава, да ги прокоментираме нив. Имаме една ексклузивна информација која ја добив уште синоќа од висок функционер во СДСМ и ќе ви кажеме зошто Стево Пендаровски не послуша нас кога му велевме дека не се кандидира, да не се кандидира затоа што убедливо ќе изгуби, а тој беше доволно интелигентен да знае дека ќе изгуби убедливо. Но Стево Пендаровски одлучи покрај тоа да се кандидира, по рекламите ќе да знаете зошто. И ќе да знаете наистина информација за тоа што ќе прави Стево Пендаровски по овие избори. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер и инаугурацијата на новиот претседател ќе да биде најдоцна на 12 мај. Не, најдоцна мора да биде најдоцна 12 мај. Зашто инаку ќе превземе овој, како се викаше, сега го заборавам. Јован Митревски. Да. Тој би бил најсреќен ден да биде председател. Па не, мислам дека не. Да не го подценуваме човекот. А не го подценуваме. Ја му дужам јавно извинување на Костадин Костадинов. Вчера кажав дека го избришал постот од социјалните мрежи, не го избришал постот. Костадин Костадинов напише дека некои порази се подобри од победите затоа што луѓето ги натераат да размислуваат што прават и каде се. Добра порака кон неговата партија. Ивица, пораките од лидерите. Мицковски вчера многу стабилно делуваше, морам да кажам. Делуваше како премиер. Едноставно човекот кажа, не, сега ќе видиме. Сега е премиер. Не, сега ама ќе видиме наскоро. Наскоро ќе биде премиер. Мицковски вчера понака си кажа отворено дека следуваат реформи во земјата, од судство, од обвинителство, економски реформи. Немаше злобен и зајадлив тон е сега. Она што е многу интересно е дека истото може да се каже, нели, и за Гордана Силјановска Давкова, која имаше еден сплотувачки говор. Да, обединителен говор. Во духот на незината кампања, каде што клучен збор беше консензус. Гордана Силјановска Давкова беше, се покаже една работа, дека оние муабети за негативни кампањи, за црни кампањи не водат со плод. Гордана Силјановска Давкова имаше исклучиво позитивна кампања, исклучиво зборуваше. Ја тоа и вчера го кажа, во нагласува мојот глас затоа што таа зборуваше само за она што се ингеренции на председателот. Додека другиве нешто тука се обидува алхемии да влесат во целата работа. Она си беше концизна и тоа. И ги фати клучните теми кои што се. И ги фати клучните теми на добар начин. Стево Пендаровски. Они се поинтересни. Овие од власта нема што да ги од идната власт. Па треба да се навикнеме сега дека ВМРО е власт. Овие од власта не се интересни да ги анализираш. Не се власт, не. Власт они ќе бидат, знаеш кога. Силјановска за 2 дена, а ВМРО ДПМН за 2 недели. Да. Да почекаме сега. Да бидеме сега. Значи власт не се. Од власта во надоаѓање. Од власта во доаѓање не се интересни затоа што ќе кажеш. Тоа е тоа. Победиле, можат да си дозволат сега да бидат фини. Стево Пендаровски вчера имаше еден нервозен говор. Не само нервозен говор, чекај сега. Не ја честита победата. Значи, види, честита на сите што победиле. Значи, тоа не е честитка. Тоа е неваспитување. Значи, остана, тој човек, значи, ја не знам зошто му треба ова. Она беше неваспитана. Сега ти кажам. Значи, она е срам. Она е срам за неговите родители. Сега, искрено зборуваме. Значи, моје дете, и да има 60 години како Стево, а од гаќи ќе го истресам она да го направи. Со мене ќе излезе после на телевизија да честита како што треба. Макар бил и магаре од 60 години. Се извинам на магарето. Магарето е корисно животно. Значи, пази сега, на што личеше она, кажи ми? Мора 5 години председател на држава бил. Значи, тој треба да биде една морална вертикала, еден кичмен столб, така ли е? Тој треба да биде пример како се однесува еден маж. На што личеше она вчера? Морам да ти кажам две работи сега. Ајде. Прво, ја го разбирам Стево. Не го оправдувам, но го разбирам. Стево е истоштен. Ти замисли да треба 2 недели секој ден да одиш во кампања, секое утро. Ме пратиш? Свете пратам. Одиш секое утро во кампања. Треба да се бориш за победа. Така? Да. Знаеш дека немаш шанси.
одиш, избориш и ги убедуваш твоите дека ќе победиш. Тоа е mission impossible. И Стево тоа го заврши, сега да бидеме вака искрени. Ај сега да го тргнеме на страна тоа. Стево Пендаровски, знаеш дека ние овде имавме серија емисии за таа тема. Да. Може да ги вратат луѓето. Стево Пендаровски знаеше дека нема шанси да победи, исто како што знаевме и ние. Но и покрај тоа влезе во трката, сега ќе ви открием зошто. Стево Пендаровски влезе во трката затоа што во секој случај претседателскиот кандидат во вториот круг има повеќе од партијата. Тоа е нормално. Кога што Гордана Силјановска има 130.000 повеќе од ВМРО ДПМН, Стево има исто околу 100.000, така нешто, 110.000 повеќе од СДС. Тој бил во договор со Зоран Заев, претходниот премиер, и со друг дел од раководството на СДСМ, дека по овој изборен пораз Стево Пендаровски требаше да освои негде околу, според нивните проценки, негде околу 350.000 гласови, 100.000 повеќе од сега. Они правиле проценки дека ќе биде победата 430 на 380. Ме пратиш? Да, све те пратам. Тоа е нивната проценка. И идејата била Стево Пендаровски да биде иден лидер на СДСМ. Тоа ми е логично, ама ја не гледам кај него лидерски сега, капацитет. втора, Да. не, сега, тоа ќе го анализираме емисија за таа Да, работа. добро. Стево Пендаровски вчера и во својата изјава која се заблагодари, он направи вчера два популизми. Кој? Прво, Стево Пендаровски се откажа, нели, од привилегиите што ги има како бивш председател. Таа пензија, канцеларија, кабинет, шофер, мофер, обезбедување и така натаму, он се откажа од се тоа. Он кажа, не, јас ќе си бидам обичен граѓанин. Тоа човек го прави само доколку има идеја за себе во политиката во иднина. И второ, во својот говор кога им се заблагодари на медиумите, Стево Пендаровски кажа, цитирам: "Ви благодарам за соработката и добриот однос во изминатиот период. Ќе продолжиме понатаму, нели, со јас како во некоја друга функција, во друга форма." Дали тоа функција на аналитичар сака да биде, не верувам дека бивш председател сега ќе се враќа да биде аналитичар. Стево Пендаровски се уште има амбиција, а може би има и шанси, тоа времето ќе покаже, да биде лидер на СДСМ. И еден од претендентите за таа позиција. Легитимно иако со овој резултат. Ти викам, му фалат 100.000 за да биде легитимен председател на СДСМ, најмалку 100.000, Да. повеќе од 100.000, но тоа е она што јас го имам како информација од синоќа од највисокиот врв на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во исто време, значи, треба да видиме како ќе се однесува сега СДСМ внатре. Нив ги очекува жешка полемика внатре. И ја најавија веќе таа жешка полемика. Но пак ќе кажам и за тоа ќе направиме емисии. Ово утро ексклузивно ви кажуваме, Стево Пендаровски ќе биде еден од кандидатите за председател на СДСМ. Тука се Оливер Спасовски веќе нема никаков легитимитет за таа работа. Затоа што во изборна единица 2 кај Оливер Спасовски СДСМ има, Ивица, Да, најдам, чекам. 2 мандати. Бог да чува. Да. Значи најголемиот Боже. пораз. Да бидеме вака доследни, во изборна единица 2 и ВМРО ДПМН го има најслабиот резултат. ВМРО ДПМН во изборна единица 2 има 8 мандати. Мислам А сега... добро, чекай сега. Да, ај се у контекст тај го се, знаеш, 8 мандати, шампанско се отвара во партии дека била маестрална победа сега. Не може Добро. сите мандати да ги земеш сега. Значи, не, сега споредбено со други, бе. Абе добро, ама таква и структурата сега Најголемата на победа таа, на да. ВМРО ДПМН беше во изборна единица 4, изборна единица 3, во тројката имаат 14. Станува збор за етничка мешана средина, станува збор за втората поголемина општина во Македонија по број на Но жители, Дуи е станува збор втор за таму знаеш. со 4 пратеници, влезе трет. Дуи успеа Боже. оние гласови од Шутка. Значи, каде што зема во коалицијата Дуи партии, оние гласови од етнички мешаните средини, Дуи таму направи джан да разбира очигледно. И токму затоа ние имаме ситуација да во Македонија Дуи и Влен заедно имаат 19 и 13. Тоа се
19 плюс 13, 32 пратеника, негде за 4 пратеници од квантумот на албански пратеници во земјата повеќе. Тоа се од овие, нели, други етнички заедници кои ги екипираше ДУИ. Пораките на другите лидери, одиме понатаму, Димитар Ковачевски, он си честите човекот стварно на место. Да. Се, како да кажам, малку преемотивно за мене. За човек што е премиер, знаеш, онака, пак речем, треба да биде сталожен и во поразот. Понавчера, нели, малку можеше да биде подостоинствено, нели? Он рече, СДСМ и коалицијата ќе бидат одговорна, силна, принципиелна и државничка опозиција. Од ова се види државничка опозиција да биде партијата што сменила име и сакала Бугари устав да стави се принципиелна, не знам, може би одговорна, ајде, силна, ќе видиме. Не верувам со оваа бројка. Но, она што Ивица е интересно, на сцената вчера многу слабо од раководството на СДСМ околу Димитар Ковачевски. Добро. Немаше нешто многу и Сања Лукаревска плачеше. Тоа беше исто така евидентно. Една работа мора да му признаеме на Димитар Ковачевски и на Стево Пендаровски, тоа мора да им се честита. Не бойкотира. Не влегува во сценариото на ДУИ. Гледај колку го симнавме долу ова очекувањето. Да. Значи, на крај се одлепија конечно од ДУИ на кој му дадоа да ја преземе претходно државата и на крај изгуби од него практично. Са види, значи честитки правиме, зашто никој не ја срушил државата. Значи, да беше Зоран Заев на местото на Димитар Ковачевски, може би ќе посегнеше и по тој адут. Ја вака да бидам. Да беше Заев, сигурно. Сега да бидеме вака доследни. Око немаше да му трепне. За нешто треба да им се оддаде почит, дури и вчера кога Дујот Сабајле Арту би вадеше дека земал само едно ливче, сите можни носители, пратеници и кандидати на СДСМ повикуваа на излезност на социјалните мрежи. Да, мал се предал, види се. Можеше тоа мал се too little, too late, не, но да. И предходно, значи се изводија цела кампања, направија цензус. Да. За Гордана Силјановска Давкова и ние имаме председател поради СДСМ. Да бидеме доследни. Да, јасно. Да бидеме фер. Јасно. Значи, јасно. Тоа не е, како што викаш, паднати со очекувањата, но СДСМ токму заради тоа останува стожерна партија, според мене, затоа што исто како и ВМРО ДПМН не се дрзна никогаш во својата историја да посегне по бојкот во однос на вакви прашања. Тоа ја прави да биде стожерна партија. Стожерна не ја прави да биде, меѓутоа ја прави да биде и овозможува иднина во случај да видиме таму темелна реформа, ребрендирање, откажување од минатото. Го зборував и вчера ова. Да. Тоа ќе биде многу тежок процес од една единствена зошто. Знаете, ме прашуваат добро како ВМРО ќе има 450.000 гласови, велат ќе падне и после пак ги враќа. Знаете ли зошто? ВМРО ДПМН ја има силата. ВМРО ДПМН до сега имало 3 лидери. Љупчо Георгиевски, Никола Груевски и Христијан Мицковски. Секој лидер се ослободува од товарот на претходниот. Преку еден процес на реформи и процес на редефинирање на политиките. Да внатрешно чистење. Не само кадровски, знаете, туку и принципиелно позиции кон одредени прашања и така натаму. Сите тројца, значи, добро, Љупчо Георгиевски од заврши ти па ја ќе кажам нешто. Не знам, но се шегувам нормално. Секојаш ВМРО почнува од право идеолошки се чисти, кадровски се чисти и одиме напред. И пак се стига до истиот резултат. Да. Највисокиот од претходно. Кај СДСМ тој случај го немаме, они цело време само ново дно имаат, подат до некои резултати, пак се враќаат на дното. Зошто е тоа така? Зошто? Ово е резултат на Тачи. Тој вчера кажа, одговорноста не е само во мене, вели, одговорноста мора да ја бараме и 7 години назад. Морам да се согласам со него. Сега, тој си прифатил да биде лидер на СДСМ. Ај, сега нешто те прашам, дали е тоа машки? Не е машки. Па кажи но така. Не, он кажи дека и он е одговорен, но вика и ми 7 години назад одговорност. Димитар Ковачевски му дадоа готова партија и он е прв пат на избори.
Човеков е прв пат на избори, а беше 2 години премиер. Да. Него никој претходно за ништо не го гласува и видовме колку го сакат. Но овој резултат е последниот стадиум на заевизмот. Односно, да, политиката. Тачеизмот како последен стадиум. Да, ова е филозофски звучи, но е така. СДСМ до вчера и денес е уште, додека не се среди тоа и не се смени, е заложник на политиката, на политиките и погледите како треба да изгледа оваа држава на Зоран Заев. Добро. Ние во мандатот на Димитар Ковачевски ја живеевме визијата на Зоран Заев, кој Македонија секогаш ја замислувал како аморфен башибозу. Како место за продавање. За трговија, Трговија некој, да. Значи, Ко да више. СДСМ која ќе се спаси, која ќе отиде над одма 50.000 гласа над. СДСМ треба да ги редефинира своите политики во однос на спроведување на Преспански договор. Значи, окей, подпишен тој договор, но сега има начин како да се спроведува. Дали мора да се користи цело време, дали мора секоја институција да се применува и така натаму. СДСМ треба да ги редефинира своите политики во однос на бугарите во устав. СДСМ треба да ги редефинира своите политики во однос на ДУИ и како изгледа оваа држава во тој етнички баланс на владењето и така натаму, и СДСМ треба да ги редефинира своите политики во однос на криминалот и корупцијата. Они треба да ги исчистат во овој момент сите кои се омрсиле. Се тоа може ќе значи дека ќе останат без раководство, но може па од нигде ќе доаат луѓе и ќе ги заменат. Сега да се разбереме, има сега таму има честни луѓе, да. СДСМ доколку ги направи овие 4 работи и доколку се наметне како автентична опозиција на владењето на ВМРО ДПМН, СДСМ на наредни избори ќе помине 250.000 гласови. Јас ќе ги кажеш, ви ги 4 стожери, како повторно да добиете 101 гласа на ваше конто, кои се ваши гласа. Малку и брендот им е токсичен, сега нешто ќе треба и тука да направи. Значи, добро. Ај сега да бидеме искрени. СДСМ е сепак партија која од прв ден или на основа на оваа земја па наому е била. Дали е... Сега се наоѓа во екзистенционална криза. Да не речам во смртена агонија. Можно и тоа да биде. Значи види се, има многу луѓе со тежок рак, пак хемотерапија, биотерапија, имунотерапија, ќе се изборат, на крај ќе победат. Прашање дали се борат овие. Мал е процентот, но може да успеат. Прашање дали се борат, тоа ти кажам. Мене не ми делуваат дека се борат. Ми делуваат малце различно, но во секој случај СДСМ има шанси да се врати и верувам дека е здраво за македонската демократија СДСМ да се врати во одредена бројка, затоа што се друго ќе значи дека и да не се врати, некој ќе завземе да, ма знаеш што е проблемот, не може да биде стабилно за земањето од нови политички субјекти и ќе ротираат тие што ќе го заменуваат и ние ќе гледаме се повеќе екзибиционисти во македонската додека да се стабилизираат. Тоа, за да се стабилизира некој, требаат минимум 10 години во политиката. Не е така. Па не е така. Треба некој да биде 10 години втора партија за да се стабилизира. Да биде, иначе ќе ротираат и ќе доаѓаат се потешки екзибиционисти. Сега да бидеме вака искрени. Не мислам така, али добро. Мислам дека СДСМ има шанса за спас. Има таму и луѓе кои се. Мислам дека тој пол, што е да го наречам пол, што е контра ВМРО, единствен кој што може да му даде шанси е ВМРО. Да се врати во игра. Па ако не владее како што треба. Види. Значи тогаш многу брзо ќе дое до појава некоја, може да не е СДСМ, нешто друго ќе биде. Може некој амалгам кој што ова ќе го замени. Значи клучот за враќањето на интензитетот и амплитудата на враќањето на тој блок што било околу СДСМ е владењето на ВМРО и тоа е голема работа. Нели? Да, сега баш гледам честитки за ВМРО и за Селјановски има од Андреј Пленковиќ, Јанес Јанша, Александар Вучич и Виктор Орбан. Да. И од Вархеј. И од Оливер Вархеј. Мислам дека од Милатовиќ не сум сигурен. Амбасадорот Гир, не го заборави. Да, амбасадорот Гир кој кажа дека треба да учествува. Сега морам да те насмеам малце. Ги читав вчера светските извештаи. И има одговор од нејзе на Твитер, нели? Океј, тоа настрана. Знаеш што е најсмешно? Не. Го нарекуваат
нели ВМРО ДПМН станува во европскиот печат конзервативна партија. За прв пат како каде? Како каде? Значи да. некаде е националистичка, некаде е конзервативна, некаде е центар десно, некаде е но куртулија од лошата некаде етикета. е сојузник на Европската народна партија. Да, не, но има, види го има. Во делот печатот што е малку потака. Во најрадикалниот липтарски печат го има тоа, значи, но генерално во мејнстримот, во тврдиот мејнстрим, они се умерени. Добро. Сега, левица, и знам, ги нарекуваат ултранационалисти, за левица точно е сега. Луѓе најавуваат дека ќе го укинуваат рамковниот договор. Сега, тоа се ултранационалистички реторики, дека влада без албанци треба да има во држава и така натаму, тоа се ултранационалистички пореки, да бидеме искрени. Ама знам дека се ултранационалисти Павле Арсовски и Максим Димитриевски и мислам сега тоа е мислам дека станува збор за крајна неинформираност на европскиот печат. Крајна неинформираност на европскиот печат. Или лоши брифери. Но, не заборавај, значи земји како Македонија, и тука мораме да го критикуваме ВМРО, постојано прави грешка на таа работа. Немаат само димензија да ги добијат гласовите од граѓаните, него мора да го развијат овој дел, односно амбиентот во кој што функционираат, комуникација со меѓународната заедница, со меѓународниот печат, со оние кои што го кројат не само европското, туку и регионалното јавно мислење. Тука малку потфрлаат и тоа мора да го поправат. Значи, сега искрено зборуваме, нели? Кај се слабостите на овој тим кој што доаѓа на власт. Дури знаеле тоа да го игнорираат како тотално непотребно. Инаку, не согласам со тебе дека ВМРО ДПМН се ребрендира, туку станува збор за сосема различна партија. Ќе ти кажам и како. Ова многу лесно ќе го елаборирам. После оној стравобален пораз во 94 година, они беа на 140.000 гласови. Они беа колку сега што е СДСМ. Ево што треба да учат. Под тоа бе. Под тоа бе. 10.000 гласа под СДСМ. СДСМ. И тогаш утврди Лјупчо Георгиевски дека со програмата што им беше од тога на избори не може да добијат. Они се бореа они повторно се бореа 1903 во Илинденското востание. Они се бореа негде 1948 против Лазар Колишевски. Некои такви борби, нели, кои што се ирелевантни за обичниот граѓанин. И тогаш решија дека ќе станат партија. А што е партија? Партија е нешто кое што има идеологија и кое што сака да земе власт, така. Власта се зема кога е нешто практично и прагматично на народот. Сега. Ама СДСМ па претера со практично и прагматично. Не само ти кажам, не, од 94 до 96 година ти успеа да се прошират. Значи, после локалните избори во 96 година, се што беше отклонето од СДСМ, а беше граѓанско, интересно, нели, не знам, интересно, граѓанско интересно, почна да го кооптираат кај се во партијата. Сосема нова партија градеше Никола Груевски. Значи, они стигна до 300.000 гласа, како еден амалгам од оно националното што го има, 140.000 гласови, и ги проширија за 160.000 граѓански конзервативни гласови. Никола Груевски на нив додаде уште 150.000 малцински гласови и либерални гласови. Така? Види. Сега имаме нова инкарнација. Сега го имаме ВМРО на Христијан Мицкоски. И ова е нов феномен. Феномен изграден во Македонија, која што е во огромен дел урбанизирана, европеизирана, глобализирана, граѓанството вдека е сменето. Значи, останува националното јадро, на тоа се надоврзува и ова конзервативниот, веќе и тоа е јадро, можеме да кажеме. Сега, да видиме, и токму затоа е добар изборот на Гордана Стојановска за кандидат. Клапното кое што оди кон победата е клапното кое што оди во овој дел на либералното, граѓанското и малцинските гласови. Без тоа не можеш да стигнеш до 450.000. Не можеш да стигнеш до премиер. Да. До кој што стигна Христијан Мицкоски. Сега стигна, да. Но, види, главниот испит за СДСМ... Мислам, чекај, јасен сум што зборам? Да, многу си јасен. Добро. Да, Христијан Мицкоски се отвори кон сите и овој резултат 430.000 се должи на тоа. Инаку, ки имаше 330. Сега да бидеме вака искрени. Да. СДСМ од друга страна, наредниот испит за СДСМ Ивица доаѓа на локалните избори. По локалните избори ние ќе знаеме дали СДСМ останува стожерна партија или не. Сега е
Знаеш, ова е сепак првичен шок, нокаут. Но сега да видиме дали ќе стане СДСМ од нокаутот. Сега сепак зборуваме за партија која додека зборим уште е на власт. Јесте да си ги пакуваат канцелариите, ама ефективно и денес има службен ручек за Маричич. Сега да бидеме искрени. Да, СДСМ. не могу скратувај тоа. Нек си јаде, ајде, уште 2-3 дена, 5-7 недела дена, не е проблем. СДСМ. На локалните избори ќе дознаеме дали останува стожерна партија или не. Да, локалните избори се нова воделница во оваа земја, да. Особено што на локалните избори во оваа земја секогаш биле енигма. Знаеш, но локалните избори не можеш да кажеш дека власта прави стално джандар збира. Не можеш. Пример, знаеш каде успеа власта во Македонија? Власта успеа во Македонија каде на пример ти текна оние дополнителни избори во Маврово Ростуше. Да, Ајде ќе се потегнат од Скопје. Значи буквално во општина што тотално небитна. Ама понекогаш и таму не успеваат, на пример 100 пати прегласува еднаш у центар, ако секогаш па ништо не направи. Центар е друго. Сега збориме, знаеш, мала општина, па од тука полиција, коли, бизнеси, чуда, едно друго. Значи, таму да, меѓутоа да речеме во големи општини, во големите урбани центри. Значи покрај Скопје тука ставам. Тетово, Гостивар, Охрид, Битола, Прилеп, Велес, Штип, Струмица и Куманово. Таму нема таква игра. Сега ќе ви кажам кај е утакмицата на СДСМ. Каде? И покрај тоа што ВМРО детронирачки победи, сите ги победи 2:1, има 10 пратеници у изборна единица 1 во Скопје. Извинете, ама сега на наредните избори ВМРО ДПМН ќе треба да не убеди нас зошто би гласале за кандидат на ВМРО ДПМН во Скопје. По Даниела Арсовска, која беше нивен предлог. Да, знаеш. Да. СДСМ има тука игра. Сега како да ви објаснам? Имаат игри и помаливе политички партии, има игри и левици, има игри и знам. Иако види, со едно негово отварање кон граѓанско Скопје, ја немам проблем да го гласам Орце Георгиевски за градоначелник, на пример. Малку само да се подотвори кон граѓанско Скопје. Кој? Орце. Но се, тоа е тема друга. Сега не би навлегувал. Добро, себе ти кажам се, како би делувал. Фаворити, но рано исто така и СДСМ. До сега овој дечко што е у центар нема некои големи. Вчера слушнав дека во општинската организација бараат одговорност од него во општина центар. Зошто? Па затоа што во центар. Затоа што нема корупски скандал. Ало, човек. СДСМ изгуби во центар и Карпош. Во центар изгуби СДСМ 2 пати поред. Во Карпош е очекувано. Карпош СДСМ никогаш не изгубил во центар. Како знаеш што е? Карпош од секогаш барал алтернатива, не сакал да гласа за СДСМ, меѓутоа ВМРО го поценувал Карпош со тоа што го третирал како месен комитет од некое село од Централна Македонија. Изради тоа Карпош барал алтернативи во овие алтернативи што се појавува како демократска алтернатива, демократска партија, не знам, ЛДП и така натаму. А ВМРО сериозно го третира Карпош, го добива. Значи, што значи сериозно? Представи се пред тие луѓе, представи се со асални и така натаму. Сега СДСМ тука во нели следниот испит за нив не е поправен, тука е испит за од квадрат почиња, се квадрира, но ако гледаме вака со универзитетски речник, и ако денес више нема квадрирање со ЕКТС, сепак, Ивица, све е можно. СДСМ има прилика. Добро. ВМРО моментов, и тоа е добра прилика, зашто ВМРО моментов колку има 50 градоначалници, 40 некој градоначалник, така. Да. Реално па не може па сите да се совршени, како да не може. Сигурно од тие 1/3 за ништо не ги бива. Сега да бидеме вака, математика е тоа се. Кој се, што се ќе видиме, но тоа е математика. СДСМ има шанса таму да видиме како ќе искористи, дали ќе се врати. Стефчо Екимовски отиде во политичката историја. Гром 4543 нивната коалиција, тоа да се напомене. Има некои партии за кои прв пат слушам дека постојат. Европско народно движење има 247 глас. Добро да е. Најчевски и Тортевски 100. Колку добија? 1738. Многу е тоа. Види сега да бидеме искрени, ги победија Родина Македонија со 1092 гласа и Десна со 528 заедно. Имаат скоро 2:1 пред политичка партија Демократи. Осте се глупости. И нормално, значи тука е и Работничка партија со 437 гласови. Македонска ера трета
суверенисти со 959 гласови. Сакам да правам муабет со гласчи. Слушај, виде ли вчера една работа, знаеш, тебе ќе ти текне на шо ти залича говорот на Пасиев вчера? На кого ти залича? И од кој изборен циклус? На кого? Црвенковски во 2011 година. Народот е во право дури кога греши. Не, тоа беше 2014. Кога рече, видовте што можеме да направиме со 27 пратеници, замислите што ќе правиме сега со 40. Значи, видовте што можеме со 2, сега можеме со 6. Знаеш, интересна работа, има некои флешбекови во главата, вака ми се види, не може така сега да бидеме искрени, со 6 пратеници, още ќе взимаат 6 плати, не може ништо друго да сменат. По македонскиот политички систем ситуацијата е таква, но ќе имаме многу интересна констелација на опозиција. Сега опозиција ќе бидат ДУИ, СДСМ и Левица. Тоа е многу убава екипа за опозиција. Се знам, не знам дали ќе биде, треба да се види тоа, но ДУИ, СДСМ и Левица како една екипа сакам да ги гледам на опозицијски средби, на координации, го охрабрувам Пасиев да биде дел од таа екипа. Особено што се работкава со ДУИ и на референдумот каде што повикуваше на бойкот господинот Пасиев и 20.000 бойкотира веројатно ради него, и сега при бойкотот на председателските избори веќе имаат одредена синергија со Али Ахмети и имаат едно природно заедништво во собранието. Мислам дека тоа ќе биде идниот опозицијски фронт во нашата земја и уживам да го гледам. И задоволството не ми е само на Пасиев, што ќе си седи сега до Артан Груби, до овие од СДСМ и така натаму. Задоволството им е од другата страна, кои зборуваа за Пасиев вака бил, така бил, дека бил, како се викаше, дека издаток на Русија во земјава, што дека он го контролирал Мицкоски, дека Мицкоски му бил заложник, и сега ќе си седат у клупа до него. И тоа ми е исто така задоволство да го гледам, да бидам искрен, една многу интересна иронија на историјата. Прво треба да излезат оваа дупка кај што влегоа со овие кои со однесување околу цензусот. Ова е сери, мислам, паси. Види, ја изгубил. Како да ти кажам? Никој не прво нешто. Ако не, види, пак ја гарантирам. Тука сме зборували, ти сега те цитирам тебе. Значи, чисто колку да знае Левица дека Љупчо Златев не е злобник. Те цитирам тебе. Ти го кажа дека нивниот успех во изминативе години се темелеше на тоа што ја се представува себе си ко совеста на опозицијата. Она што кажеме за СДСМ пред малце, дека кај граѓанинот вели, ВМРО знае да изигра малце препрагматично, препрактично, ај ние овие да ни бидат некој осигурувач. Значи, пази сега, тоа е една висока морална позиција, одна толку висока морална позиција, ти заради повредена суета, да влезеш во детонирање на уставниот поредок на Македонија и на институционалниот поредок заедно со една опасна партија како ДУИ, која што никако да се ограѓани, е работа за која што нема да биде доволно само извини. Нема ќе биде потребна една малце посериозна работа. Мисли, сега ќе треба на Али Ахмети да му бидат разумот. На Али Ахмети не. Па сега они се на Али Ахмети не. На Стево Пендаровски може би како иден лидер. Но сега да бидеме вака доследни, дури Али Ахмети. Сега ќе кажам една работа. Што се потврди на овие избори? Што? Сите, Ивица, ќе почнат и ќе кажат тоа, они сега ќе се јават и наеднаш се ќе се избојкотира или ќе се јават и сите ќе излезат. Добро. Третина од гласачкото тело на ДУИ не бојкотираш. Помалку од една третина од гласачкото тело. Не бојкотира. Како бојкотира? Еве ја. Пола бојкотира и поише. Чекај се, Ивица. Колку е целосната излезност на парламентарните избори? На? Видите, моите. Сега ќе ти кажам. 53, чекај, не, резултати, само секунда, излезноста на парламентарните избори е 55,36. На председателските избори излезноста е, само момент, биди на линија, 47, значи 48. 55 минус 47,
55 минус 47 е 8%, така? Да. Разликата помеѓу едните и другите е 8%. Дуи на овие избори вкупниот број на гласови нивни од вкупниот број нели е 13,78. 13, да, не се третина повеќе, 78 минус 8 е 5,78%. Значи, скоро половина од гласачите на Дуи излегли и гласале. Тоа значи дека дури Али Ахмети не ги чува од джеб и не може да ги убеди. Да. Ама не, види... Истото важи... Види, тие митови, дека не знам, Да, знаеш, Калето, Али Ахмети ги има значи, граѓаните на, што како викаме, на дугме. Не, ги не на дугме, така што се виде дека не може тоа туку така да успее и видовме дека, не само, видовме дека не успеа и тоа не успеа за цели 7,5%. Што не е мала работа. Па 7,5% на 2 милиона гласачи, колку е тоа? Да. На 1,800,000 гласачи. Многу. Да бидеме вака искрени. Многу. 7%, 10% е 180,000, 160, 150,000. Така е. Да се разбереме, изнад прагот. Да. И тие муабети само му наштетија Дуи го уништија Стево Пендаровски, ако излезе да му дадат дел од тие гласови, од своите гласови на Стево Пендаровски ќе имаше достоинствен пораст, човекот ќе имаше 330,000 гласа, изгубеше достоинствено. Да. Они му го направија поразов да биде ужасен, 250,000 гласа, убедливо најслаб кандидат во историјата во вториот круг. Чекај Фрчко, колку имаше? 260. Ша да видам, чекај. 260 тебе сум ги работил, ги памтам. Да. 260. Значи убедливо најслаб во втор круг резултат. И во прв. И во прв. И во прв и во втор и на парламентарни. И три рекорди срушија. Но Мицковски ова се рекорди што никој не сака да ги руши. Мицковски сруши два рекорди, има жена председател и победи председател од позиција на опозиција, тоа не се случило до сега, но еден не успеа да сруши, тоа е не успеа да освои најмногу пратеници од позиција на опозиција и најмногу гласови. Рекордот го држи Бранко Црвенковски во 2002 година со 60 пратеници и 497,000 гласа. 497,000 гласа. До душе немаше лани ни војна сега, за волја на вистината. Добро, да. Во однос на крадењето тука беа некаде таа екипата на Љупчо Сова на Заев и на Тачет. Мислам мртва трка кој поише крадеше. Ама значи тука се условите еднакви, само војна немаше. И така. И му го зема чаталот на Али Ахмети. Тоа е многу битно. Се извинам на слушателите за употреба на скопски сленг од улиците чаршиски. Значи, не ми личи, ама Дуи, како се вика, Дуи е најголем губитник на овие избори, затоа што се втора партија од држава, ама не се на власт. Ако беа партија на малцинството, си беа дел од власта, не можеше да бидат втора. Не. Но тоа е цената на оно што Дуи го направи во 2016 година, кога Дуи го сруши принципот победник со победник. И тоа е тоа. Особено што кај албанскиот електорат поголем легитимитет има Влен, затоа што Ивица... Види, за Влен, само ќе ти кажам една работа, која што... И тука да затвараме емисијата. Знаеш, ова вчера е доказ дека ништо не може да го спречи времето на идејата која што дошла. Така? И во тој контекст сакам да ти кажам дека Влен ќе го смачка Дуи на некои следни избори, доколку да речеме се случеше нешто, еве да речеме да обстане оваа власт, СДСМ и Дуи повтор. Ке ги прегазеше. Ко сега ВМРО што го прави ова со СДСМ. И значи гледаш, се виде има еден пораст, драматичен пораст на бројот на гласови, односно Таравари и Влен има една нагорна линија. Се гледа дека Таравари бил извонреден кандидат тука. Сакам да кажам, времето нивно допрва доаѓа и не смее сега да си го подкопаат со глупости правење во извршната власт. Тука треба малку поинаку да се работи. И муабети албански академии, кантонизации. Не, види, тоа се муабети за губитници. Значи во Македонија, некоја партија помеѓу албанците губи избори, бара конфедерации, не знам, кантонизации, отвара академии, прави паралелни институции, на власт ќутат. Све е супер. Значи не бива така сега, знаеш.
Треба, точно е, ние сме сложено општество, има некои работи што треба да ги прилагодиме. До има и термин политичката наука за ваква работа. Имаш значи една концентрација на едно малцинство на еден простор. И тоа бара некои специфични прилагодувања, кои што возможуваат си да функционираме граѓански. Порете тоа. Меѓутоа, конфедерации, федерализации, кантонизации, не знам така натаму, ајде се. Големи Албании, големи Косова, едно друго. Да. Еве, на таа работа 20 години кариера правеше, држава види на Шоличи, Али Ахмети. Дај да се научиме дека не бива тоа више. Се слагам. Многу се слагам. Ај сега да видиме што ќе биде. Му посекуваме многу среќа на СДСМ во реформите, доколку треба да помогнеме. Познаат нашиот број. Тука сме, имаме Ова е добро. имаме експертиза. Ја дали млад сум, иначе би им се понудил и за лидер. Како беше, драги наши, тешко ни падна. Да. Да, со тешко срце се разделивме, но се уште сте ни во мислите и во срцата. Да. Има тамо сериозна групација на фирми во Македонија кои имаат интерес да го спасат СДСМ. Лидерската позиција во СДСМ е многу рентабилна работа. Добро. Да сега да бидеме вака искрени, така што таму ќе биде интересно. Честитки за Христијан Мицкоски, за Гордана Силјановска Давкова и за ВМРО ДПМН што го оствари овој за нив историски резултат. Честитки за Дуишо, не успеа да го направи Бојкотов, но и што стана втора партија во Македонија. Да бидеме искрени, честитки за Левица, кои ги надминаа моите лични очекувања, но ќе треба малку да се упристојат доколку сакаат да останат на овој врв, затоа што со чемери јад во вашите усти може овие некој максимум. Честитки за Максим Димитриевски кој дојде од нигде и направи чудо. Пратеничка група. Ние сега имаме две демократски алтернативи на овие избори. Знаеш, добро, ма ќе видиме што тоа. За тоа се феномен. Да, ма ќе видиме што тоа ќе обстане, знаеш, тоа не е едноставна работа. Да. Демократска алтернатива, ние имаме сега две демократски алтернативи. Да бев јас на местото на Максим, сега ќе се понудев да им бидам лидер во СДСМ. Сега вака да бидам искрен. И тоа е. На другиве нема што да им честитаме, сите потврлија. Мада и на овие, реално сега да бидем искрен, овие избори има само еден победник, тоа е ВМРО ДПМН, од позиција на опозиција 58 пратени. И Гордана Силјановска. И Гордана Силјановска Давкова, да. Тоа се победници, другиве се сите. Да ги собереш заедно. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Суштината е дека ВМРО си го напише, сега памет у глава. Не смеат да бидат. И не смеат да се надпреваруваат со СДСМ. Ние знаеме дека секој може да биде подобар министер од Славјанка, од оваа за култура Бисера. Значи не се надпреваруваат. Ако ми дојде некој у студио за 3 месеци и ми рече, знаеш, јас сум боле министер од Славјанка, ќе му речем, иди си. Знаеш како да ти кажам, тоа не. Треба да се надпреваруваат со самите себе си. Не исклучувај и способноста на македонската политика да се проби и тоа дно. Па да се биде и полош министер, од овие што ги спомна. Па да ги бараме еден ден или да ги избаруваме како легендарни министри, Па например се случувало сега да бидеме искрени, така. Како една полука, имаме тој пример со Шилегов, да речеме. Да, се гледа дека не сум наспан, ајде, и затоа што излегуваат мудрости од мене. И ова не е подршка за Шилегов во внатрепартиската битка во СДСМ, но сепак кога ќе го споредиме со известни наследници, со 3500 гласа, со известни негови наследници, легитимитет да го води Скопје, сепак. Да. И јас одбирам дека господинот Чилегов беше подобар градоначелник на овој град. Од неа не со тешко срце, затоа што реално немам страна. Јас синоќ доцнав во ноќ сакав СДСМ да има повеќе гласови од ДУИ, за да има председател на ДИК, затоа што доколку ДУИ има председател на ДИК, тоа ќе бидат гнасури таму, како да ви објаснам. Не, тоа тело колегијално одлучува. Не знам. Јас, на пример, си најавив ноќеска, викам дај, нека ја одбрани честа СДСМ, нека има еден пратеник повеќе. Ајде. Жал ми е што не е така. Жал ми е што и има еден пратеник над СДСМ. Да. Тоа е. Абе ова поема може да печал за СДСМ. Пати ме за СДСМ. Да ти кажам искрено, да изгубе, абе, со 250.000 посреќен ќе бев.
Вака дури ми е жал за нив. Искрено, но знаеш колко ми беше жал за СДС? Викам, добро бе, гледай на што се. Ова како она народната карамфила филфила, нели, пушка носи во раце, добија мајка и татко, и на крај жал му паднало, па не ги утепало. Па жал ми падна за СДС. Реално жал ми, 19 пратеници. Види, тоа да личеше нешто таму ќе бевме се уште. Дури не може ВМРО не може да се израдуваат како што треба. Да беше СДС, граѓанскиот, отворениот, космополитскиот, европскиот, либералниот пол на македонска политичка сцена, јас и ти никогаш немаше да излеземе од таа партија. Не се тоа. Лицемерни се и за никаде се. И ова е резултатот. Ете, ако сакаат да се вратат, треба да најдат автентични ликови да ги стават на тие позиции. Да беше 58-33 да речеме, еве, резултат некој 58-33, многу посрекни ќе беа и у ВМРО со тој резултат. Вака нема на што да се радуеш. Што има еве граѓански отворено кога сум политички еден Заев, на пример. Не, нема у Заев. Нема, па тоа е паради тоа се 150 глас. И него заборе, кога си социјалдемократ бе, мора некој се нели они едно време, на пример, Благоје Ханџиски извонреден беше за таа работа. Прави разлика меѓу, знаеш, суптилен патриотизам, оној знаеш што се наслутува, дава некоја боја, и демек овој на ВМРО што е малце поотровен. И за многу од луѓето тоа беше поприфатливо. А не да се откажуваш од патриотизам. И добро, како ќе ти дадам глас? Не си ја сакаш земјата, бараш доверба да ти дадам. Па како ќе ме браниш мене? Добра, да го ставиме СДСМ, добро, ќе жалиме ние уште долго. Да, не. Сакам да се врати, не ми е сеедно што вака изгуби. Иако не сум го ажурирал членството одамна, но сепак, значи, ја не изгуби. Пак си го доживувам на моја кожа многу лошо и се надевам на брзо. Си ги доживувам како своји, како беше. Па не ги доживувам како своји, ја како свој никога не доживувам. Генерално, освен најблиското семејство се. Освен најблиското, не се, у политика некој да го доживуваш како твој е проблем, особено кога си новинар. Иако се многу новинари ќе влезат и во политика и тоа е тенденција која ја има после секои избори, да видиме кој е таму. Ја одмah да ви кажам. Види, судејќи според тоа успехот на Борис Џонсон кога влезе у политика, тоа не мора да биде. Ја еве одмah да си кажам, Љупчо Златев останува доел. Значи, затоа што во мојата филозофија кон животот, повисоко од доел е само премиер и председател, немам ни возраст, ни пари, ниту па амбиции и шанси да станам. Тоа ја од доел не мрдам до крајот на мојата кариера. Генерално, почитувани слушатели, останете со 98,1, уживајте во денот, бидете слободни. Само дополнија, значи, зашто ти ја водиш листата вчера во говорот кога прогласи поеда, професорката го спомна и Јунг и Вацлав Хавел. Додај ги во таа листата што ја водиш. Да, Карл Јунг и Вацлав Хавел имавме едно интересно патување, нели, мора да признаеш, овако интелектуално за време на кампањата со низ. Токму затоа и резултатот е добар, затоа што беше препознаено дека таа жена во себе има стабилност. Убаво кажа. И таа жена едноставно е сидрото кое ќе ги држи да не забегуваат сите одоколу. Не сидрото кое што ќе влече напред. Не. Ова е друго сидро, е добро. Туку ќе ги вкопа во својот разум и токму затоа Гордана Силјановска-Давкова го има овој резултат. А СДСМ го има сега баш сидрото кое бранот која доаѓа, те тера уште на, знаеш, те изфрла некај плажа, нив не ги задржа сидрото. 19 пратеници ги изфрли целосно. Здрави и живи да бидеме, да се прави се. Да бидеме здрави и живи. Не се радувајте премногу. Не тагувајте премногу. Го исплакавме СДСМ. Ова не само тоа, ги бодриме од 25 мај. Од таа емисија навак. Ја ќе продолжам да го бодрам СДСМ додека. Па не, ако судејќи според резултативе нешто бодрење во не дава резултати, ај подобро да не ги бодриме. Не пагаат. Вие пати бодриње, падна од власт. Не знам како да ти кажам. Ти им вадиш корупцијски скандали 2020 милион, они победуваат. Добро, там види се гледаме гледаме како се победувало и тогаш. Исто. Трети изборен циклус со фингерпринт, на трети изборен циклус се самоубедливо губи. Тоа е исто една математика каде што сега ќе видиме до кај ќе стигнеме, но фингерпринтов и за крај пред крај. Дик ја заврши работата феноменално. За прв пат
после подолго време во последните циклуси откако Даштевски во ДИК, Даштевски, добро. да, е председател на ДИК. Ние гледаме дека ДИК е секогаш побрз во пребројувањето од политичките партии. Вчера стварно тоа феномен беше. Не, и предходно се случувало, ја го пратам цел. И на и на парламентарните беше така, и на првиот круг беше така. Во еден момент закажаа партиите ДИК тера онака и тоа. Значи, браво. ДИК беше брз, ДИК беше ефикасен, ДИК беше навремен, ДИК изгледаше супер. И полицијата да пофалиме. Вчера види, немаше. Завчера имаше обиди за посткуп и така натаму, Да. но организација на изборен циклус феноменална и сметам дека вака треба да изгледаат сите избори во иднина од дел на нели организација резултативе, не мора да се биде ваква, нека има бар 25 пратеници СДС. Рековме се, ајде да видиме се, дали СДСМ или тоа што ќе произлезе од СДСМ, друго 12. Не? И да видиме дали Стево Пендаровски, за кој ексклузивно кажавме дека ќе претендира за председател на СДСМ, ќе ја добие таа функција. Добро. Во момент е фаворит. Фаворит. Да. Значи, ако не ја добие таа функција, а Ивица во меѓувреме одлучи, нели, затоа што сепак станува збор за човек кој е дипломат со кариера и така натаму, одлучи дека не е веќе има можност да биде дел од Еспресо со Златев. И Боцевски, секој утро. Да, секој утро. Не раскинлив дел. Ќе направиме нели 2 дена 3 Еспресо со Златев и Боцевски, но може да направиме и Еспресо со Златев и Пендаровски. Секој му требаат пари, се откажува од функција. На приватниве факултети плативе се релативно мали, ниски, околу 40.000 денари. Ние можеме да му го дадеме хонорарот кој навистина ќе му значи, и Еспресо со Златев и Пендаровски може да биде бренд и шоу, особено затоа што председателот во заминување има неверојатен талент за оговарање, па може и да си оговараме заедно. Од Сабајле, знаете дека јас... Ама тогаш види, тогаш ќе мора да го смениш терминот. Може да не, тоа ќе биде ноќно какао со него или нешто такво, затоа што нешто ќе не е, ама види. Ја зепам. Да, Хелекс со Златев и Пендаровски. Јас и ти тераме. Ќе ги смируваме граѓаните навеќе. Јас и ти тераме политичка емисија, знаеш, онака и убаво ја тераме, да. Со Стево може малце. Ја Стево во политика 10 години една политичка мисла од него. Не слушнав, меѓутоа добро. Ајде да му дадеме кредит. За тоа што овие 14 дена издржа да води Звонимир кампања. Манкилов вика ти да не му конкурираш на Пендаровски, вика нешто да те зему сада сама. Не. Значи, види се, јас искам да го назвам Лјупчо се враќа у СДСМ сама како лидер. Да. Така што нека ништо друго. Ајде се. Али Хелекс со Златев и Пендаровски е добро. Ноќен Хелекс. Ноќен Хелекс со Златев и Пендаровски. И тука ќе си распалите. Па која ќе фати со Макрон што си правил муабет. Знаеш какви теми може да имаме со него? Со заедно. И она ќе отерате што е најгрозниот дел од македонска политика, кој со кого спиел. Да, сте идеален за таа работа. Значи, тоа ќе биде ток шоу кој ќе руши рекорди. Јавна понуда до председателот. Само да ви открием. Продуцент може да го земе Миле Бошњаковски. Само да ви открием една тајна. Само да ви открием една тајна, значи Лјупчо Златев бега од такви муабети, меѓутоа кога пред него некоја будалетинка која што ја познава помалку од 15 минути почнува со тие муабети, го храбри намерно за да му го измери паметот. Да. И тогаш, меѓу другото, јас сум принуден да слушам гласотилаци. Добро е што тие... Мислам дека треба да окади горе у Вила Водно Силјановска која ќе дае. Види, јас сум повеќе за тоа. Па граѓански е тоа. Не, граѓански не е да окати. Граѓанскиот процес се вика дератизација. Дезинсекција, да. Мајко ми. Значи, тоа е граѓанскијата димензија на целата таа работа и најважно од се. Абе, Вархеј честита, Орбан, Јанша, сите честита. Не кажавме. Што? Па најбитниот кој честита. Кој? Билјана Ванковска. Да, Значи, и ја повика председател, значи, откако Билјана Ванковска кажа дека ќе бойкотира, затоа што станувало збор за церемонијална функција, за која си искара со пола држава за да ја добие, потоа и честита на Гордана Силјановска. И повика да биде Сирма Војвода. Сирма Војвода, не. Да. Не виде тоа? Да, а претходно 2-3 дена претходно беше нејзината бивша пријателка и посекуваше да нема цензус. Затоа што и така тоа било церемонијална функција, за таа церемонијална функција Билјана Ванковска
Блокираше 75,000 луѓе на Facebook. Тука се цврстината на ставот, нели, Конзистентноста на ставот. Да. Ние, што да кажем, не успеавме да ја спуштиме на 41,000 гласови. Ама нашите дневни провокации, кај Левица малку помални беше успехот во спуштање, морам сега да бидам. Не, види сега. Само критичен кон себе си. Види, 65,000 гласови се започва. Иако квантумот според некои од анкетите беше околу 81, но започна. Започна партеничка се, група, да. зборуваме готово. Се бореа кучињата, се боревме и ние ќе продолжиме да се бориме, но да. Кај Ванковска многу повеќе. Се бореа активистите, Значи, и симпатизерите на левица Ванковска... сега. Дај молим те се. Не, јас сакам да имам политички непријател. Немаш ти политички. Иако сум неутрален. Да. Иако да речеме тројца од пратеници на левица, јас сум ги зачинил левица, али нема врска, тоа е за друга емисија. Ти испадна производител на кадар како Бранко нели на времето што беше нели. Да, сега да се разбереме. Ајде, молим. Да се разбереме. Дај, останете со 80. Не ми се заврши емисијата, толку ми е... Ни тргна толку е интересно, ама ова дојде 10 сати данес. Гледај убаво, немаме пауза за реклами, заврши изборите, почитувани слушатели. Се треба да мериме колку сме им пуштили за да фактурираме. Не, само да се извиниме, значи ова беше, значи ние сме сериозни кога зборуваме со вас. Сега да почнеме овдека да лупетаме, вчера били изборите, што се случило, кој како гласал едно друго, малку е несериозно, мораме да ги отвориме податоците, да ги видиме бројките. На прв поглед ова што делува го спомнавме тука, го споделивме, ги кажавме информациите, а за анализа малце има време, има Мегдан, така ли е? Нема Мегдан, од утре сега почнуваме, има комбинаторики за влада. Сега ќе правиме влада или? Шо комбинаторики јасно, го заврши муабет. ВМРО влен, сега прашање. Не бе сега кој, како, зашто, па кој испаднал од комбинација, кој влегол. Тоа можеш со Стево. Од 13-тината када го фатиш, нели? Па што да биде по Војкаков, па знаеш. Па не, со кого спие, нели, кого погледнал, кого не погледнал. Да тргнеме тоа и Хелекс и еспресо и чај и кафе и све, да идеме оговараме со Златев и Пендаровски. Може сега го гледам дека на подкасти добро поаѓа, може дури имаме дури може да го крстите тетки на чешма. Тоа звучи вака, тој бренте веќе потонат од домаќен во Македонија, нели? Види се. Не знам уствари како ќе сумијаци тешко на крај си искача, али ајде сега дадов понуда, па ако прифати тоа е тоа, сега ќе си ја терам работа, што правам? А не имаш ти таленти за сумијаци да искачаш на крај, али? И сумијаци, и со брсјаци, мијаци, брсјаци, струмјани, драговити, антички, словени, срби, стари римјани, македонски бугари, стари римјани. И останатите. Што не се уставна категорија. Па не се уставна категорија. Абе, зашо мијаците не бе да влезат во устав? Тоа што они се не раскинли в дел од македонски. Они се устав. Добре. Ја еве си најдов ДНК, јас сум келт. Еви келтите. Ова, како кој ни збореше на некој галичен дека галичник доаѓа гали биле. Па да бе, тоа е реден Б. Значи, не се секирај. Килтот што го има у Шкотска и тоа што го има носијава со фуста не е за фарканци. Ова мора да го споделаме еден редовен слушател и гледач на нашата емисија, вика, кога веќе вика зборувате, вика, треба да мислите и на спонзор, вика. Ке се емитува ноќе, па може вика да се вика Виагра со Златев и Пендаровски. Креативна ни е публиката денеска, вака расположена. Види се, сте млади сме и двајцата за Виагра. Да беше некој постар, нели на таа, да беше со Ѓоко Спас в емисијава. Абе, за спонзор треба да мислите. Може да се вика Виагра. За спонзор треба. Ама за спонзор треба да мислите. Гледај како мислиме, треба за спонзор треба да мислите, немај така се. Али вчера Ефридол може. Пошто нели Ефридол му дава Анали Ахмети. Не. Мушка водица. Не, денеска сме серија. Виагра, денеска сме серија. Не сме спиени и тоа лошо се одразува. Не сме спиени. На нашиот хумор. Да, не сме спиени и мораме вака со хумор, зашто во суштина длабоката бол за душевна бол, за
Патиме за СДС. Да, тоа е длабоко, тоа е... Да. Види, во друга Не, ама реално да зборуваме, види. Сега... Во друга има и друга варијанта. А тоа ние ја направи варијанта на емисијава без тебе, а може и варијанта без мене, тогаш би се викало еспресо со Заев и Боцевски. Ау, тоа ќе биде шоу. Тоа ќе биде шоу, само ќе треба тука некоја бариера да се стави. Зашто? Да не го тепаш? Да. Немој бе, зашто? Треба да се тепа. Види, гледај, нема да ти касни. Ако некој треба да се тепа ко волокупус. Ама слушај, бар нема да ти касни, Заев. Ама ајде да се вратиме на сериозни теми. Сега, пази. Абе, требаше да завршиме пред 20 минути. Сега добро да ќе кажеме. Ајде, сериозна тема. Ни се наведна бродов наш надесно, сериозно. И затоа, значи ова што кажуваме, да има и мајтап, добро. Меѓутоа, бродот плови кога е урамнотежен. Сега се наведна малце премногу во десно. Треба да се балансира. Затоа ти тргна да го спашаваш и затоа викаш дека има шанси едно друго. И ја викам дека не мора тоа да биде нужно СДСМ, но да плови нашиот брод мора малку да се балансира. Да се балансира, тој другиот пол на македонската политичка сцена мора да си најде свој идентитет, свој лидер и свој нов пат. Ете. А тоа не е Стево Пендаровски. Добро, не е смешно, ама така, оправа си. Стево Пендаровски не може да биде лидер, Стево Пендаровски се покажа, бремето на овој пораз е и на него. Значи, алтернативниот пол на македонската политичка сцена мора да си најде свој нов идентитет, да можеме да го равнотежиме македонскиот брод, затоа што и ВМРО ДПМН, кога има големи мнозинства, знае да прави Мене, например, фаворит за таа работа ми е Никола Димитров да биде лидер на опозицијата. Добро. Мора да ја вратиме амстердамската тројка. Добро. Во проширен состав или овој изборниот? Во проширен состав. Имам кадри од десно што ќе искочат таму. Добро. Значи, мој фаворит на радио лидер за иден лидер на опозицијата сега не се мајтапи, сега има луѓе, да. Не се мајтапи, Никола Димитров некоја своја идеја има за тоа како ќе си го прави својот политички профил. Ваму треба малце поголема креатива, ќе видиме. Останете со 98,1.